Здраво дечки, јас сум Кирил и денес сме во Маврово. Секако дека во овој период од годината ќе ги посетиме сите наши туристички центри, сите места за скијање. Инаку Маврово е еден од нашите најпопуларни, најпознати туристички и зимски центри. Маврово се наоѓа во општина Маврово и Ростуше, на самиот брег од Мавровското езеро и во еден од најголемите национални паркови, тоа е Маврово. Обожавам снегче, многу убавака. Што правите вие? Што правите? Не! Стой! Дечки, денес имаме Kia Exit! Не! Да не сте помислили пак да мавате со топки снег. Срам да ви е. Инаку, оваа година, всушност, веќе е минатата година, Kia представија неколку нови модели. Тоа е новата генерација на Ceed. Всушност, официјалната промоција беше од 2018 некаде на крај. Ние ја возевме лани, небитно. Потоа дојде Proceed, љубовта моја, што многу ми фали. Се надам Kia ќе ми ја дадат пак да се држам со неа. И сега Kia го зголемија семејството на Ceed. Палетата се дополни со Exit. Тоа е нешто што фалеше во гамата на Kia, бидејќи до сега нема кросовер кој што вистински ќе се спротистави на сите оние премиум брендови од оваа класа. Е сега, што е Exit? Како што гледате во самото име содржи Ceed, односно базиране на обичниот Ceed. Одоздола се речиси идентични, иако одозгора гледате дека е целосно поразличен. Повисок е за 4 см, подолг е за 8 см, мада тоа е веќе во браниците. Има некои промени внатре, ќе ги видиме за кратко. Гледате дека има нови светла, нови браници, нови врати и напред и позади. Овие маски дополнително му даваат изглед на помасивност, на повозбудливост. Тотално се согласувам со слоганот екстремно возбудлив. Сега, исто како и кај Proceed-от, тука многу ми се допаѓа задниот дел, целиот е убав. Многу ми се допаѓа што сепак се изгледа како хетчбек, иако е кросовер, ова е нека кросбек верзија. Ми се допаѓа искрено целиот дизајн. Позади ми е така, ми се истакнува најмногу. Те молам да не се фек. Ла. И ти. Штета, бидејќи целиот овој дел алуминиумски, сега не знам колку гледате на камера, бидејќи е многу прљав, но целиот овој дел заедно со двата отвори, двата фейк отвори, ми изгледа многу убаво, дава нека поагресивен дизајн. Би можеле да го направат издуво да е тука, не знам зошто не го ставиле, ќе изгледа уште поубаво. Како и да е, сега да се вратам на димензиите, бидејќи во багажникот тие 8 см имаат најмногу удел, односно, само да ги извадам вашите работи. Тука имате 426 литри багажен капацитет или 1378 кога ќе ги спуштите задните седишта, што е за 20 литри повеќе од обичниот Ceed. Тука тие 8 см се добиени плюс. Нормално ги имате моите милени куки и закачалки, имате приклучок за струја. Подов ми се допаѓа тоа што можете да го спуштате и да го качувате на неколку различни нивоа. Тоа кога ќе го спуштите најдоле, само ако успеам да го ставам најдоле, кога ќе го ставите тука, се зголемува дополнително багажниот простор, но кога ќе го скачите најгоре, можете оваа даска да ставите одоздола, што е супер. Инаку на самава даска на подот имате нека мрежа која што дополнително помага за товарање и за жал седиштава не се спуштат од тука, туку морате да дојдете од страна. Сега да видиме внатре како е. Сичо, вие собере ги. Тука позади, иако делува од надвор дека нема многу место за главата поради закосениот покрив, сепак како што гледате, имам простор, иако има панорамски кров, со што е малце спуштен. Да, можеби повисоките од мене ќе имаат одредени проблеми некаде на овие краеви тука, но искрено не е толку страшно. Гледате дека имам простор за нозете исто така. Ми се допаѓаат самите седишта, доста се удобни. Доле на самиот под е доста низок тунелот и кога ќе дојдете на средниот дел е удобно, имате простор за нозете и вие на средниот дел и тие од страна.
мада просторот за глава тука малку се намалува. За родителите имате Isofix куки, тука во Kia многу ми се допаѓа бидејќи пластикиве не се вадат, само се буткаат и многу лесно се поставува детското седиште. Имате наслон за раката со две остави за шишиња, како што кажав се спуштаат седиштата посебно. Морате тоа да го направите од тука и е добро, само сега не можам да успеам да ви покажам, бидејќи можете да го спуштите само средниот дел, со што ви овозможува да можете да носите ски, особено сега тоа е потребно тука во Маврово. Само си пуштам малце грејачи, се стоплам бидејќи смрзнав надвор. Да, инаку имате грејачи за седиштата и тука позади. И сега да се префрлам и напред и таму да ви покажам што има. Прво, и тука си пуштам седиштава, бидејќи смрзнав. Добре. Да, инаку и тука има грејачи, покрај грејачи има и за ладење опција. Инаку ова е опремен со буквално се што можете замислите. Ова е Launch Edition, има буквално многу богата, не многу богата, туку најбогатата опрема. Браво за Kia што донесува ваков модел со ваква опременост, бидејќи вакво нешто можеме да видиме само во другите држави. Но како изгледа? Изгледа многу убаво, многу кул. Има некои нови промени, инаку изгледа како сит, многу јасно. Поставено нов 10 инчен, 10 кома нешто, инчен екран. Инаку ова е со нов инфозабавен систем, доста е респонзивен, многу убаво работи, има своја навигација, имате можност да го поврзете телефонот и без разлика дали е Apple или Android. Можете да го поврзете преку Bluetooth или преку некој од овие USB портови. Kia секогаш за тоа е спремна, бидејќи имате два USB портови, еден приклучак за струја на 12 волти. Инаку Kia е секогаш спремна и околу практичноста, имате голема остава тука во вратата, имате голема остава и кај наслонот за раката, две остави за шишиња, имате остава мала за клуч, за телефон имате една преграда и уште една преграда каде што имате безжично полнење и ама добро и елегантно се отвара преграда, браво. Инаку околу материјаливе, ова е мек и квалитетен материјал, што не е само горе, туку и од страна е нешто и надоле, така да браво Kia, секоја чест. И има опција за паркирање. Ќе го пробаме сега тоа. Ајде да видиме. Како функционира? Сега, прво, одбирате од која страна ќе се паркирате и како ќе се паркирате, дали бочно или паралелно. Јас веќе одбрав за бочно и ајде да бараме сега паркинг место. Бараме. Оп, покажа. Добро, сега. Во овој момент бара да ставам во реверс и од тука вие не контролирате ништо со воланот, само со педалите и менувачот и нормално гледате дали ќе погоди, мада секогаш погодува. Ајде сега да видиме. Врти. Јако, добре. Одиме таму кај што треба. Сега бара да исправиме, да одиме напред. Супер, сега пак одиме назад. Ќе исправи? Да. Браво. Сега пак напред. За да ја изравни. Сега одиме назад. Веројатно последното е ова. И тоа е тоа. Браво, чекајте, мора да проверам надвор како е. Перфектно. Браво Kia, секоја чест. Одлично, одличен систем, одлично функционира. Со ваков систем си имаме и претходно запознато во епизодата со фокусот, можете да погледнете пак. Да бидам искрен, таму работи нешто подобро, за многу мала нијанса е малку подобар, но и тука е навистина многу добар овој систем. Како што видовте, функционира навистина многу добро, но во споредба со фокусот е нешто
попрецизен таму, знае од прва да се намести без да има потреба да се подместува неколку пати. Но сепак е добар. Инаку покрај сето ова што го видовте и како што кажав, ова е Launch Edition, нема друго што може да се понуди од ова што го има сега. Пак ќе кажам секоја чест за Kia што донесува вакви модели на тест, да видиме што се може да понудат. И покрај сите работи што ги видовме пред малку, имате систем за задржување на автомобилот во лента, имате систем за препознавање на пешаци, имате систем за препознавање и предупредување на автомобили кои излегуваат од паркинг или непрегледни улици. И навистина овие системи и конкретно системот за задржување во лента, мислам дека на Kia е еден од најдобрите во споредба со нивните ривали, бидејќи мислам дека најдобро функционираат. Точни се на линија, не се премногу агресивни да ве изфрлаат и да ве враќаат во лента, туку предупредуваат на време и многу внимателно ве враќаат во лента. Покрај сите овие работи, имате и 11-инчен дигитален дисплеј пред врат, што е навистина многу кул. Искрено би сакал да видам некои повеќе информации за возачот тука, односно некои информации околу навигацијата и околу знаците кои што ги препознава. Би сакал да ги гледам тука, не само на овој екран, но сепак е навистина интересен, особено е поинтересен во оној поспортски режим кој ќе го ставите, се менува целосно дизајнот, добивате нешто поголеми бројки, бидејќи секако во спортски режим сакате да ги гледате бројките, тие се дефинитивно најбитните. Исто така во спортскиот режим добивате нешто по-респонзивен волан, по-цврз волан, по-респонзивни педали и мотор. Инаку имате на располагање 1,4 литарски турбобензинец со 140 конски сили, навистина многу брз и многу добар мотор. Поврзан е со 7 степен автоматски менувач, имате на располагање и 6 степен мануелен. Дефинитивно јас не би се двоумел и би ги платил тие 1900 евра колку што чини автоматскиот менувач, да малку е поскап, но дефинитивно вреди, бидејќи навистина не се чувствува менувањето на брзините, го одбира секогаш вистинскиот степен на брзина што ви е потребен, особено кога треба да забрзате, враќа неколку брзини надале. Многу навистина многу добар менувачов, еден од подобрите кои што ги имам пробано и навистина ми изненадува ова за Kia. Инаку во нормалниот режим е нешто поопуштено, порелаксирано возењето, што е многу нормално, нели? Потрошувачката изнесува од 7,5 до 8,5 литри низ град и нешто помалку нормално на отворено. Иако е повисок, сепак нуди навистина добри возни карактеристики. Воопшто не се чувствува дека станува збор за кросовер, буквално се однесува како хетчбек, што многу ми се допаѓа и што мора да го пофалам тоа. Многу е стабилен во кривина, имате голема доверба над самиот автомобил, имате контрола, што е многу битно. Иако овие 18-инчни бандажи јас би ги променил ако сакате нешто по-комфорна вожња. Мене лично искрено не ми пречат, сакам што е малку поцврста вожњата, но ете, ако некој сака малку по-комфортно, би препорачал да се намали бројот на бандажите, поголеми гуми да се стават. Инаку во споредба со обичниот сит, тука имаат поставено нови амортизери кои што даваат многу подобра стабилност над самото возило и искрено многу се приметува, особено на нашиви улици и конкретно на дупките кои што се наоѓаат во сред кривина. Не одскокнува, не ви изфрла. Тоа дополнително ви дава едно поголемо чувство на доверба и на многу подобра контрола над самото возило, што е многу добро. Искрено Kia во последно време се повеќе ми изненадува. Одат кон повисоките класи, имаат се поубави дизајни, богати се со опрема, имаат многу добра цена. До душа ова чини 32.000 евра, малку е поскап, но
има буквално се од опрема. И време е веќе да завршам. Го чекам вашето мислење, секако. Следете не, наскоро се гледаме со нова епизода. Чао!